Volkswagen не престанува да не бомбардира со вести за своите активности на полето на електрификацијата. За кратко време ни пласираше 3. Првата е дека во фабриката во Дрезден, која важи за технолошки предводник, започна производството на ID.3. Оваа фабрика, од која некогаш излегуваа Volkswagen Phaeton и Bentley Continental Flying Spar, а доскоро и електричниот Golf, е втората локација во Европа и четврта во светот која произведува возила базирани на електричната архитектура. Со влегувањето на ID.3, таа го започнува процесот на трансформација во центар на идната мобилност и пилот место за развој и истражување на иновациите кои подоцна ќе се преселат на други локации со поголеми капацитети. А тие во моментот на групацијата на вистина и се потребни, бидејќи стартува продажбата на кросоверскиот ID.4. Неговите први контингенти веќе се на пат до своите идни сопственици во Европа, Кина и Соединетите Американски држави, кои Volkswagen очекува годината да ги освои преку 100.000. Ваквиот оптимизам се темели на досега добиените околу 17.000 нарачки. Овој модел моментално се произведува во Цвикау во Германија и во Кина, а наскоро ќе започне да излегува и од погоните на Volkswagen во Емден. За наредната година е планиран почетокот на неговото производство и во Америка. Третата електрична вест што пристигна од Volkswagen се однесува на рециклирањето на батериите. Јасно е дека порастот на електричните возила неминовно ќе доведе до големи количини отпадни батерии кога нивниот век ќе дојде при крај. Бидејќи тоа представува сериозна закана за екологијата, напорите што сите производители ги посветуваат на нивното рециклирање се значителни, иако не секогаш видливи за јавноста. Volkswagen за тоа ги намени своите погони во германскиот град Залцгитер, каде веќе е започнат проектот со кој со примена на еколошки процеси од искористените батерии се вадат суровините од кои тие денес се произведени. На тој начин, како велат експертите на Volkswagen, во идеален случај би можеле да се рециклираат до 90% од состојките на батериите. Оваа постројка засега има капацитет за обработка на само 3600 комплета автомобилски батерии годишно, кои според потребите постепено ќе се зголемува.